Добар ден, почитувани медиуми. Денеска сакаме да ги повториме трите јавни повици кои што идат преку програмата за рурален развој. Со тоа што едниот јавен повик се однесува за доставување на барања за добивање на финансиска поддршка од мерка за набавка на приплоден добиток, која се однесува од програмата за рурален развој. Ова мерка на сточарите им овозможува набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла кози, високостелни педигрирани јуници, со исклучок на расата буша, педигрирани машки и женски приплодни грла овци од увоз или од признати организации. Максимална вредност на прифатливите трошоци се однесува на 6,5 милиони денари по корисник. Повратот на средствата на ова мерка се движи од 50 до 75% од вкупната вредност на инвестицијата, во зависност од тоа во какви услови се одгледуваат. Би сакал да потенцирам дека ова година вкупна сума, што е наменета за мерката за набавка на приплоден добиток, е зголемена од 14 милиони денари на 91 милион денари. Ова драстично зголемување на средствата значи дополнителен стимул за развој на сточарството во земјата и обнова на генетскиот потенцијал. Дополнително, годинава новина е тоа што од овој повик сите баратели првично го доставуваат барањето за користење на средства, а дури потоа се склучуваат договори со што им се дава една сигурност на самите сточари за исплатата на средствата и набавката на добитокот. Истовремено, ова зборуваме сега за вториот јавен повик, преку програмата за рурален развој во моментов се активни и двете мерки, и тоа воспоставување на локални акциски групи и реализација на стратегии за локален развој на руралните средини. Рокот за доставување на овие барања за овие мерки е 18 април. Вкупната финансиска поддршка за двете мерки изнесува 14 милиони денари. Да напоменеме дека финансиската поддршка за овие активности и инвестиции е 100%, а корисниците имаат опција за авансна исплата на висината од 40% од вредноста на прифатливите трошоци. Средствата од локалните акциски групи може да бидат искористени за обезбедување на простори и опрема за работа, услуги за подготовка, следење и управување со проекти, организирање на настани во врска со реализација на нивните стратегии, градба и реконструкција на објекти, набавка на опрема, реализација на проекти за развој на инфраструктура, поддршка на руралните бизниси и друго. Успешното функционирање на овие организации е директен бенефит за развој на локалните заедници на општините и на секое рурално населено место. Во тек е јавниот повик за мерка за спроведување и организирање на локални манифестации. Ова мерка е важна за промоција на македонските земјоделски производи. За мерката може да конкурираат сите регистрирани земјоделски здруженија кои работат во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство. Рокот за доставување на ова мерка на барањата е 31 мај. За крај би сакал само да ги повторам кои се сите овие огласи, јавни повици за доставување на барања, и тоа за мерката за набавка на приплоден добиток се однесува до следниот четврток, односно 11 април. Рокот за двете мерки наменети за локални акциски групи за 2 недели, односно до 18 април, и третиот јавен повик, каде што барањето за овие подмерки се поднесува до платежна агенција, и третиот повик, кој што рокот е до 31 мај, а се однесува за спроведување и организирање на локални манифестации, се поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Апелираме до сите заинтересирани страни да ги запазат роковите со цел да се обработат навремено барањата. Благодарам.